Ви благодарам, почитуван колега. Токму, не знам, не бевте на почетокот од моето излагање во салата и некако ве трогна токму онај дел каде што говорев за скандалот со, нели, Фондот за иновации и технолошки развој. Не знам од која причина ве трогна, не сакам да навлегувам во тоа, но на самиот почеток кажав, ако она што стои во биографијата на кандидатката е така, јас со цело срце би ја поддржала. И не сум против, ни против годините, незиното искуство и така натаму. Но, ако е точно она што излезе во јавноста и јас барав одговор од страна на премиерот да ми каже дека тие искази што се во јавноста се лажни, неосновани и така натаму, а вие кажувате дека треба да се бориме за честност, транспарентност, достоинственост и ние тоа го бараме од говорницата и вие кажувате, не може тоа така, зошто сега сакате да го осквернавите кандидатот за министер за финанси? Тоа не е осквернување, тоа е барање на вистината. Тоа е честност. Кога од честни причини и принципи ќе поднесете кандидат и нема да му ја читате CV-то овдека пред пратениците, него ќе ги кажете сите стратегии и политики кои што тој кандидат планира да ги спроведе. И ќе бидете спремен да одговорите на секое едно прашање кое што создава дилема кај опозицијата. Ви благодарам. Тоа беше моето барање. Благодарам, почитувани колеги пратеници.